Во денешното издание на утриската на Телма имаме еден навистина драг гостин, кој што, па бога ми, јас одамна не сум го интервјуирал, а и не сум го видел, барем на оваа фреквенција, верувам и на другите, со оглед на тоа, нели се случи пандемијата, па и многу работат. Во секој случај, за се тоа што го сработеа и она што имаат да го споделат со нас, а и верувам убав празничен муабет ќе си направиме со Никола Перевски Пере, Нокаут. Добро ми дојде. Добро ве најдов. Добре ве најде. Конечно успеавме да се организираме и договориме. Знам дека сте и вие пребукирани, настапи нормално пред новогодишни, кафулињата, дискотеките, некако се врати, да речеме, што се несува до... Дојде живот. Дојде живот за музичарите, ај така да се изразиме, затоа што нели тој карантин не влијаеше баш добро. Мислам дека за сите е во ред. Ја не се очувам кај музичарите, затоа што тие беа некако најпогодени во смисла со карантините. Тие година и пол, две, навистина, претрпевме, да кажеме. Се заборавивме. Тежок удар, ние музичарите. Меѓутоа, не знам, некако некој склоп на околности кај нас, па и во тие години и пол, две, да кажеме, со коронава, имавме неколку успешни настапи, како во Охрид, во Антички театар, исто Хераклеја Битола, неколку поголеми концерти, така еден исто во Скопје. Се свираше тој период, се колку што можеше, да. Меѓутоа бевме концентрирани повеќе студиски и така мислам дека направивме добри песни што се однесува до нас, за вкусови не се разговара, се разбира. Па со оглед на тоа дека често ги слушам по радија и луѓето ги знаат, а бога ми сте барани што се несува до настапи, верувам дека тоа е пред се заради хитовите. Па добро се разбира, ние датираме со овој бенд веќе со оваа постава, значи 17 години, за овие 17 години не знам колку настапи сме имали, колку навистина концерти организирани, што од наша страна, што од други продуценски куки. Меѓутоа, стварно секогаш поминуваме убаво и публиката е на крајот на краиштата таа која што е мерило. За тоа дали е добро или не. Спомна 17, над 20 години, горе колку више постоите како Нокаут од прв пат? Па нареднава година 2022, значи ние Вие 22? Не, јубилејна 25 години од постоењето на Нокаут. Ние во 2018 направивме еден концерт во СРЦ Кале, кој беше некако ете така означување на 20 годишнина од првиот наш концерт. За окружување на првата, да речеме... Не, од првиот концерт на Нокаут. Да, значи поголем концерт и тој концерт исто се случи пред 20 години, значи зборам во 2018 година. Пред 20 години се случи првиот концерт на Нокаут, исто во СРЦ Кале. И затоа сакавме да се вратиме на истото место, само во друго време. И вака се може слободно да кажеме, Нокаут се дели на ретро Нокаут и ново Нокаут. Слободно можеме да кажеме, и по подстава, и по нели, и по самото создавање на новите композиции. Ова е малку нели по тинеџерско, по забавно и така натаму. Овде малку се посветува внимание и на музика, и аранжман, и текст, така што што навистина ти останало во сеќавање од тоа време во кратки црти од тоа старото Нокаут? И како го опишуваш ова ново време на Нокаут? Тоа време не се заборава, мислам, навистина прекрасни моменти. Знам дека пред известно време ќе те вратам малку и на тажни моменти, нели Ацо Конга имаше пред известно време споделени на животот си тече и животот не е секогаш розев, да кажеме. Има и тажни моменти, меѓутоа човекот според мене треба да биде секогаш позитивен и да ја гледа ведрата страна во животот. Ако ништо друго, коронава не научи на тоа. Дека да го цениме животот и да го живееме максимално, колку можеме. Да. Така што убави времиња се и тие, значи почетоците од 97 година, со тоа што нели како што спомна тогаш бевме уште тинеџери, луди момци, ватрени момци. Огнени момчи. Имаше други се тие огнени. Не ги мешај се работи. И меѓутоа тој период заврши, да кажем, 2021 година, секој по своја страна, така одлучивме.
во бендот затоа што веројатно таа постава бевме четворка и немаше доволно капацитет тоа што го правевме студиски, што го создававме студиски да го изведе во живо. Значи да го отсвириме. Сепак бевме четворица, останатите навистина не беа професионални музичари, да кажеме, Киро си фати некоја, да кажеме, страна, друга шема, менаџерска шема. Па не менаџерска. Скопска шема. Да, скопска шема, он економија имаше завршено, така се насочи нормално секој по своја струка. Ацо Конга после некој период и он си те напушти, си отиде. Бог да го прости, нели, Франц, не знам, 2014 донесла одлука да живее во Америка, иако јас го повикав после Франц во втората постава на нокаут да дојде. Се беше тоа окей, додека не каже јас си одам од тука. Да, но и уште е таму, нормално, имал таква цел. И уште си е таму, да, секој си има право во животот да одлучи како сака да живее и што сака да прави. А овие студија те потсетуваат на нешто? Како не, да, на убави моменти, да. Ова студио последен пат бев на снимање нешто со некој од овие јутубери, ве снимав брзи, не знам што, брзи мисли или не знам како му се викаше емисијата, се извинев, ама 90 секунди, нешто така, извини. Режија викаат ти нешто за аперитив да те буцнам за првите спотови. Тоа на тоа целев ја, на тоа, да. Режија, фала режија. Да, значи првата постава пред да биде нокаут имавме група која се викаше Аперитив и ова е една од студијата кај што сум снимал навистина за прв пат онака професионален ТВ спот. Значи тоа ни става некој кеси врзнав, бевме голи до пола, онака огнени момчиња. Да се вратиме кај огнени момчиња, да. И мислам прекрасно искуство и тие материјали ми ги изгуби тогашна Телма. Со таа структура, мада видов и некои луѓе дека се уште има од таа... Па да, апелираме да ти ги пратат, ако може да ви трансфер, е пере на мейл. Да, ако може да ми ги пратат, било фантастично, ама не можеме да ги најдеме. Во телевизија сигурно не може да се најде и тогаш друга технологија на снимање, нели, не може више знам дека се материјал да уништи се таа користи. некоја лента што беше стварно со нокаут, пошто они сте многу педантни, чувате во фонотека кај вас. Домакинчиња, домакинска куќа, да. Да, и првиот концерт на нокаут го снимаше Телма телевизија во Срца Кали и тој некако е избришан. Не знам дали погрешка, дали нешто се случи, али знам дека таа лента не работеше и баш ми е жала, има убави материјали. Така. Убаво го искористи и тој период што го викаме ние карантински, и ти како и колешката и многу други се реши на трето дете, така да. Трето дете, максимално искористен период. Држава која дава. Така, трето дете. И како е дома со жениве? Како се снаоѓаш? Ти кажам се, шалам се јас со моите колеги баш во последно време шо правиш, викам кој шо прави, викам јас сега пелени ми. Таман заврши пакот. И мијам какани бебешки газиња и тоа. Да. Ама убаво ти верувам. Да. Види, убаво. Не треба да прашувам, сигурен сум. Ама стварно. Ако ништо друго, те подмлади. И тоа е дел од животот, навистина, и се убави моменти, прекрасни моменти. Ова ми е трет пат во животот вакво нешто да ми се случува. Да. И се супер моменти, брзо поминуваат тие периоди. Да. Дето во додека трепнеш стварно, веќе е пораснато, трча, го гледаш, ти разговара со тебе и така. Така е. Ќе ги поздравиме Михаела, Каја и Софија најмалата. Михаела, пратечи пеја кај тебе, со музикава, кој е докаде со... Да, Михаела е сега во Естра, значи она студира продукција и е трета година таму, значи ќе дипломираме уште една година, ќе дипломира на продукција и она во нокаут датира, да кажеме така, од 2014 година. Оние 3 концерти кои што ги продадовме во универзална сала, тогаш за прв пат се качи на бина и од тогаш навистина доаѓа со нас на некои поголеми ивенти, да. Поголеми концерти, поголеми бини, едноставно и сакав и не за да ја пренесам од моето искуство, да научи што е тоа, ете, голем стејдж со добар бенд, со голем бенд да настапува, да се слушне и самата како звучи. И навистина добро го прави тоа и како женски вокал ни одговара ептен во самата комбинација на бендот. Така. Самата постава.
Ајде сега да си прокоментираме низ неколку фотографии кои што ти ги имаш поделено со твоите фанови и нормално да ги развиеме тие приказни, секоја за себе интересна, која што ќе не води во овој дел од разговор. Опасен си, значи имаш. Секоја се интересни, нели, верувам дека сите имаат значење, барем оние кои што ги објавуваме на Инстаграм, со нешто што е поврзано, нели, во еден период од животот. Еве, на пример, овде си со Владо Јаневски, кој што го спомнавме пред малку, и Каролина. Така, тука... Како колеги долгогодишни сте соработувале? Тука бевме искочени на кафенце баш да се видиме и... Не ни ги брзајте режија. Добро. Беше убаво предпладне со нив да се дружи човек и навистина тогаш тој период бев во Барселона, па бе вратен, нешто заеднички снимавме. Бевме заедно на некој проект, сега не ми текнува моментот што беше тоа снимање. И тоа се сеќавам на кафето, се сеќавам на разговорите и многу убаво предпладне си поминавме. Вашка со Каролина сум навистина многу добар колега, имаме поминато многу музичко искуство и настапи, и Евровизии заедно како композитор со неа и така натака и така натака. Со Владо Јаневски исто имам добри соработки, као Мавровска белина, аранжман имам правено со него. Исто правеше некој препев на англиски за Каролина тогаш, за Од нас зависи, за Евровизија. И така, мислам се дружиме како... проекти, добро. Ја спомна Барселона. Да. И после Барселона таму дипломираше, така, и сега веќе си професор, или? Па се уште не сум професор тука. Ке стануваш? Али би требало би требало да станам, да. Сепак сакам да го пренесам своето искуство, она што го имам завршено и горе во Барселона како електронска музика и музичка продукција и тоа да го пренесам на младите луѓе овде, колку што можам и знам. И би бил среќен доколку еден од генерацијата скоро почнав да предавам исто ваму на ЕСРА, односно сега се вика Европа Прима. Универзитетот, викам професор, тама работа предаваш професор. Така, добро, се уште сум предавач, али прво иде доцент, па онда иде професор и така. Да. Добро, колега. Секогаш ќе бидеш колега. Така, колега. Видовме на фотографија исто од оние кои што ги имаш објавено, чинам од Барселона беше, не видов режија. Ајде да продолжиме со коментарите на останатите. Ова ми беше специфично и сакам да го појасниме. Добро. Претходно беше Саграда Фамилија, кај што Саграда Фамилија е некако, што знам, символ на Барселона и убаво е да имаш по некои спомени. Така е, и некако го врзав со студирањето таму и затоа се префрли више на следнава фотографија. Следнава фотографија е, не можам да видам од тука. Овде е нешто поврзано со твојата ќерка. Да, овде Михаела Перевска, она значи ќерка ми покрај тоа што пее во нокаут, она и создава и прави музика, продуцира музика, работи со познати диџеи, да кажеме така светски познати диџеи, работи мелодиски линии, ги снимаме, ги продуцираме, па онда ги праќа кај нив и они тоа некако го вклопуваат во нивните аранжмани, во нивните траки. И така што се најде една трака и баш на топ-листата во Шпанија, на шпанските радија и знаев дека како гор татко сакаш да споделиш нешто. Да, и котираше добро, да. Ја ставивме оваа фотографија. Котираше добро на топ-листите, да. Добро, ајде режија. Овде е роден денот. Да, ова е првиот роден ден на Софија. Најмалата. Така е. 20 ноември беше денот. И некако она си го нарача сонцето, баш тој ден и се погоди убав ден, убаво време, навистина бевме надвор по сите протоколи, со сите гости, али беше на отворено и си поминавме навистина прекрасно. Да, и бите на првиот роден, секој се помни. Да. И еве го господинот. Сме со Владо Јаневски. Да, со Владо Јаневски. Тоа се шегувавме интерно да споменеме со гледачите. Пере вика секојаш на настап го најавуваме како Владо Јаневски. Се шалиме малку. Па добро, нормално, да. Игор Џамбазов, да, што оставен дел веќе од нокаут сакал некел, затоа што... Па да, и со него навистина, да кажеме, почна некако тој лайф период со втората постава од 2007 година, имавме еден успешен настап
во МОП, како Knockout Unplugged, он беше повикан како гостин, дојде и од тогаш некако клопчево почна да се одмотува и со него. Ама и имате и добро навистина, пријателство во тоа. Па пријателство, многу заеднички проекти, заеднички песни, текстови од Бестрага па навака. Мислам, она е стварно еден голем опус и со него и навистина ни е драго секогаш кога настапуваме заедно, имаме своја програма, некако ја правиме интересно таа вечер за публиката као Knockout Unplugged, Игор Џамбазов и навистина поминуваме супер. Тоа беше фотографија пред концертот во Битола, сега последниот настап. И така имавме некој саат-два да одмориме предходно. Релекс, да. Да, бевме ние заедно, ни се падна да се сместиме во соба и така. Така. Овековечивме. Пред крај, малку што викам ја новогодишни прашања. Што треба да Домраз да исполни приватно, дома, и што треба да Домраз да исполни на нокаут? Кои се желбите за следната 2022? Односно, што се очекува да биде реализирано? Верувам дека во тоа се желбите. Па Дедо Мраз ке видиме. Дедо Мраз капо ке не чини. Да, капо ке не чини излеа оваа година дома, да. Знам и нас така. Да. Се посака убави работи. Важно желби има, тоа е важно. А на нокаут, мислам, сите работи се убави за дома, сите желби се прекрасни. Така што за нокаут исто желбата е да... Во смисла на албум, концерти, нели, материјал. Прво многу здравје посакувам овакво да донесе Дедо Мраз, ако може кај сите. Да бидеме живи и здрави и среќни и весели луѓе, за да можеме да делуваме на сцената. Ако нема љубов, ако нема среќа, мислам дека... И енергија позитивна. Да, мислам дека нема напредок тука. А ние даваме се од себе, навистина, и сакаме да даваме македонска квалитетна музика, да пееме на својот мајчин јазик, да си презентираме државата и со својот мајчин јазик и надвор од неа. Така што нареднава година, како што кажав, ние јубилеј, 25 години нокаут, спремаме уште од сега еден голем јубилеен концерт, значи кој ќе се одржи на 11 јуни. Значи точно во онака летниот период. Одлично, да. Веруваме тука нема да има. Ќе биде на отворено. Пандемии, чуда, ги поканувам сите оние фанови кои што сакаат, кои што ме слушаат. Уште од сега да се подготвуваат, така. Уште од сега да си се подготват, навистина ќе биде една убава и голема, да кажеме, па ете не журка, али убав голем концерт. Да. Убав голем концерт. Кога сме кај концертите, да најавиме дека еден од убавите големи концерти на Нокаут ќе имаат можност и за време на новогодишните празници да го проследат на оваа фреквенција. Да, ви благодариме за тоа. Ќе имаме можност да ги пееме вашите рефрени, овие празници од 31 па натаму. И мене ми е драго што одвои време во оваа гужва пред крајот на 2021. Ти благодарам и тебе за поканата, и баш ми беше пријатно и одамна не сме се виделе стварно. Секогаш пријатно, да. Се видиме, вие правите нова музика, ја ќе те викам и ќе си се гледаме. Тоа другото обрските си се обрски.